Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Никифор и свештеномаченикот Петар Дамаскин. Светиот маченик Никифор. Житието на овој маченик покажува јасно како Бог ја отфрла свирепоста и со слава ја овенчува смиреноста и братолюбието. Во Антиохија живееле двајца блиски пријатели. Учениот свештеник Саприки и обичниот прост граѓанин Никифор. Нивното пријателство некако се свртило во страшна меѓусебна омраза. Богобојазливиот Никифор се обидувал повеќе пати да се помири со свештеникот, но овој тоа никако не го сакал. Кога настанало гонење на христијаните, свештеникот Саприки бил осуден на смрт и бил изведен на губилиште. Ожалостениот Никифор тргнал по сапкарија молејќи го попат, барем пред смртта да му опрости и во мир да се разделат. Те молам, маченику Христов, говорел Никифор, опрости ми ако ти сгрешив нешто. Саприки не сакал ни да се сврти кон својот соперник, туку мирно и горделиво чекорел кон смртта. Но гледајќи ја тврдоста на срцето свештеничко, Бог не сакал да му ја прими маченичката жртва и да го овенча со венец, туку тајно му ја одзел благодата. И во последниот момент Саприки пред желатите се одрекол од Христа и изјавил дека ќе им се поклони на идолите. Така бил ослепен од омраза. Никифор го преколнувал Саприкија да не се одрекува од Христа. О, брате возлюбен, не прави го тоа, не одрекувај се од нашиот Господ Исус Христос. Не губи го венецот небесен, но се било залудно. Саприки останал при своето. Тогаш Никифор им извикал на джелатите: и јас сум христијанин и се четеме мене наместо Саприкија. Джелатите ова му го јавиле на судијата и тој им наредил да го пуштат Саприкија, а да го исечат Никифора. Радосно Никифор ја ставил својата глава на трупот и бил исечен. Така се удостоил на царството и бил овенчан со бесмртниот венец на славата. Ова се случило во 260-та година, во времето на царот Галиен. Елици во Христа крестисте сја, во Христа облекосте сја. Слава Отцу и Сину
свештеномаченикот Петар Дамаскин. За овој светител едни мислат дека живеел во 8-миот, а други во 7-миот век. Оваа различност во мислењата доаѓа секако оттаму што имало двајца Петар Дамаскин. Овој за кого станува збор бил голем подвижник. Несебичен до крајност, тој немал ниту една своја книга, туку позајмувал и читал. А читал неуморно, собирајќи мудрост како пчелата мед. Некое време бил епископ во Дамаск, но бидејќи говорел против мухамеданството и манихејската ерес, арапите му го пресекле јазикот и го испратиле длабоко во Арабија, во робство. Но Бог му дал сила на говор, та и во робството го проповедал Евангелието и многумина обратил во верата Христова. Составил и им оставил на потомците една драгоцена книга за духовниот живот. Завршил како исповедник и маченик и се преселил во Царството Христово. Поуки од светите отци. Оној што верува дека ништо не се случува без Божјата промисла која управува со светот, се чувствува добро, слободно и спокојно, оставајќи му на Бога да го направи она за што тој немал сила. Митрополит Антони Блум.